пред владината зграда веќе на символичен начин гори една мини депонија. Група активисти од Сдруженијето Не биди ѓубре, поддржани со иницијативата О2, како и со многубројни формални и неформални активисти, во последниот половина час го ја исчистија околината околу владината зграда, а потоа сето ѓубре го депонира, го оставија тука да им го предочат на надлежните. На символичен начин со дим машини прикажуваат како да е запалена, оние димни облаци кои што секојдневно ги гледаме на фотографиите на социјалните мрежи, како горат од дивите депонии во поголем дел од градот, како што е во случајот Визбегово, кој што им е во фокус денеска на оваа герила. Со мене друштво во овој дневник ми прави Елена Митровска, член на Сдруженијето Не биди ѓубре, како и основач на организацијата Билка. Елена, што се случува денеска тука, кој ви е мотивот за денешната акција и што сакате да кажете со оваа символична акција? Оваа адхок акција е дел од оваа недела на глобални протести против климатските промени и ние од иницијативата Не биди ѓубре, како и останатите иницијативи за здрава животна средина, решивме да ја ставиме Македонија на мапа како дел од борбата против климатските промени и против загадувањето и зачувувањето на животната средина, бидејќи како земја, за жал сме на последно место, би рекла, во справување со таа проблематика, меѓутоа на прво место во загаден воздух и загадена средина. Целта ни е да се укаже на алармантната состојба на не само на градот, него и на државата. Не гори само Визбегово, горат многу локации во Скопје. Како член од иницијативата Не биди ѓубре, секоја недела сме на различни локации. Морам да кажам дека состојбата е и повеќе од алармантна. Начинот на кој оваа власт се справува со проблемот е еднаков на нула, би рекла буквално. Градот никогаш не бил попрљав, воздухот никогаш не бил, повторно сме на прагот на уште една зима. Така да целта ни е да укажеме на алармантната состојба и сметаме дека веќе и доцниме со справување на овој период, со справување на оваа проблематика. Овој период завршува таа цела година од владиниот планот на власта за справување, каде што се најавуваше дека ќе се намали на 50% загадувањето, тоа не видовме ништо. Символиката е таа, буквално умираме. Освен дивите депонии, како што спомена и ти, има и многу други горливи проблеми нашата држава од аспект и на аерозагадување. Како го оценувате реализацијата на планот за чист воздух и воопшто нашата свест кон овие климатски промени, еве во фокус е и неделата на протести во светот? Каде сме ние како земја од аспект на решавање на овие проблеми? Која реализација? Денеска излезе вест дека ниедна реализација не е постигната од тоа што го планирала оваа власт во поглед на справување со нечистиот воздух, во поглед на справување со депониите. Не се само депонии кои горат, депонии има во секој чекор од градов. Пред секоја зграда проблемот е и кај граѓаните, проблемот е кај институциите. Ние како здружение и го Билка и како Не биди ѓубре никогаш не ги обвинуваме само граѓаните, нити само институциите. Двете страни се задолжени за зачувување на животната средина, меѓутоа двете страни се апсолутно неми и глуви на све што ни се случува. Јас ти благодарам за твоето гостување во вестите на 24. Анета, во моментов можеме да кажеме дека гледаме и како полициско возило застанува тука пред влада, најверојатно од овие димни облаци кои што се креваат, меѓутоа како што кажав и на почетокот, тие се само символични, односно се од дим машини. Тоа беше накратко за оваа герила акција. Ние ќе ја проследиме до крај, па целосниот извештај ќе го имате веќе во наредното информативно издание.